Денес, како впрочем и традиционално, избрав повторно да прочитам некои мисли, вдахновени мисли, во врска со новата година, кои што би сакал да се подсетиме на нив, да не водат во текот на не само денешниот ден, односно првиот ден од новата година, туку да не водат секојаш и понатаму. Како што рекол во молитвата, новата година само по себе не е ништо. Значи, датумите, календарот, времењата, тоа е нешто што луѓето го измислиле како конвенција, како еден вид меѓучовечки договор. Па знаме, во историјата луѓето имале разни календари, разни начини, различни начини на сметање на времето. Разни народи, разни држави, разни религии имале различно сметање на времето. Според тоа, па и ден денес, сите тие традиционални разлики се задржале кај многу народи, па сигурно сте слушнали за кинеска нова година, знаеме за еврејска нова година и така натаму, а и самата нова година на поголемиот дел од светот, која што ете денес или оваа вечер настапува, е нешто што е случај само со Грегоријанскиот календар, бидејќи во минатото постоеле, а некаде се уште се употребуваат и други календари, според кои новата година е во некое друго време. Сепак, иако луѓето се тие кои што измислуваат почетоци и завршетоци на годината и разни други елементи на календарот, односно имаат разни начини на сметање на времето, тие не можат да го сметаат времето без оној небесен часовник кој што Господ го поставил уште на почетокот на историјата на човечкиот род, поточно уште пред да биде создаден човекот. Да се подсетиме во првата глава од Библијата, Битие, при создавањето во четвртиот ден, почнувајќи од 14 стих, па до 17, потоа Бог рече нека се појават светила на небесниот свод. Со која цел? За да го делат денот од ноќта и да бидат знаци. Какви знаци? И за времењата, и за деновите, и за годините. И нека бидат тие светилници на небесниот свод, за да ја осветлуваат земјата. И стана така, односно и бидна така. Бог создаде две големи светила. Поголемо светило да управува со денот и помало светило да управува со ноќта. Ги создаде исто така и звездите и ги постави Бог на небесниот свод за да ја осветлуваат земјата. Освен, значи, за осветлување, ние ќе се позанимаваме со овој дел, каде што светилата се наменети да бидат знаци за времењата, за деновите и за годините. Зашто не вели за седмиците? Времењата. Значи, времењата, деновите и годините. Навистина, овој небесен часовник, значи положбата на земјата, взаимната положба на земјата, месечината и сонцето, како и самата ротација на земјата, е тоа што ги определува, на некој начин ги означува деновите. А освен деновите ги означува и месеците, и годините, воопшто времењата. И сега, ако Господ е тој кој што го создал тој часовник, кој што ја создал оваа небесна машинерија, која што е многу прецизна, која што не знае за задоцнување, освен во ова денешно време, кога ќе се случи некоја нуклеарна експлозија или некоја цунами или
не знам каква друга катастрофа, па дури тогаш ќе речат на телевизија или сега може да прочитате и на интернет, дека денот се продолжил за не знам кој дел од секундата. Или за една секунда. Навистина смешна бројка. Значи, треба да се случи некоја голема катастрофа, за да овој часовник се измести за дел од секундата, од својата точност. Колку е прецизен тој часовник што Господ го создал, штом се во прашање делови од секундата и тоа само ако се случи некоја голема катаклизма. Сега, ако Господ го создал тој часовник, тогаш дали тој има нешто да каже во врска со овие времиња, за кои што прочитавме уште во првата глава од Библијата. Па да се подсетиме на едно пророштво, познато пророштво, кое што се наоѓа во книгата на пророкот Данијел. И ќе отвориме таму во Стариот Завет, книгата на пророкот Данијел во 7 глава. Ќе го прочитаме 25 стих. Овде се зборува за една антихристијанска сила, за еден Божји непријател, наречен Малиот Рок во книгата на пророкот Данијел, кој што ќе ги прогонува светиите на Севишниот, односно Божиот народ. И конкретно во 25 стих од 7 глава на пророчката книга на Данијел се вели: и против Севишниот ќе зборува и ќе ги угнетува светиите на Севишниот. Но што друго ќе направи оваа антихристијанска сила? Дури ќе си помисли да ги измени времењата нивни и закони. Па тие ќе бидат предадени во раката негова за време од 3,5 години. Некои преводи велат празниците нивни. Но да се држиме за времењата, како стандарден превод. Значи, Господ на почетокот ги создал големото и малото светило, односно сонцето и месечината. Поточно, она што го поставил на небесниот свод е нивната рефлексија на земјината атмосфера, за да бидат знаци за времењата. А овде гледаме дека неговиот непријател е некој кој што ќе помисли да ги измени времењата. Што ни кажува тоа? Значи дека времењата се нешто што Господ го определил. Конкретно, она што денес луѓето, еве да споменеме и за оние кои што тоа првпат може би го слушаат и го гледаат, денес она што се нарекува нова година, според кое што треба да настапи на полноќ оваа вечер, представува една новотарија воведена од папата Грегор 13 во 1582 година, значи во 16 век. С други зборови, светот некаде во 16 век почнал новата година да ја смета според она сметање кое што светот денес го применува и според кое вели дека денес вечер ќе настапи новата година. Очигледно е дека настанала промена на времењата. Меѓутоа, она што конкретно го променил папата Грегор 13 бил јулијанскиот календар, според кој новата година треба да започне 13 дена подоцна од денес. Меѓутоа, дали и тоа биле господовите времења? Оние времења кои што Господ ги утврдил. Да се подсетиме на еден друг библиски текст, кој што се наоѓа запишан во втората книга Мојсеева, или Излез. Излез или втора книга
Мојсеева. Во 12 глава од оваа книга, на почетокот во првиот и вториот стих, запишени се следните зборови. Значи, излез, или втора книга Мојсеева, 12 глава. И Господ им рече на Мојсей и на Аарон во земјата египетска велејки. Уште кога израелскиот народ се уште бил во Египет, се уште бил во робство, пред да биде изведен, да биде избавен од таму. И што им рече? Овој месец да ви биде почеток на месеците, да ви биде прв месец меѓу месеците во годината. Значи, Господ утврдил кога треба да започне годината. Кој е тој месец? Кој што требал да биде прв месец? Кога читаме останатиот дел од целата оваа глава, например, 3 стих, кажете му на целиот собор на синовите израелски на 10-тиот ден од овој месец, секој нека земе јагне шилеже според бројот на децата во своето семејство, по едно значи јагне на семејство. Понатаму, ако скокнеме неколку стихови, 6-тиот вели, и чувајте го до 14-тиот ден од овој месец, и тогаш општиот собор израелски нека го заколе во приквечерината. И нека земат крв од него, и нека ги попрскаат обата до вратника и горните прагови на куќата во кое ќе го јадат. И ако прескокнеме уште неколку стихови, 10-тиот вели, и ништо од него немојте да оставите до утрината, ако пак нешто од него остане до утрината, изгорете го на оган. И 11-тиот, а вака јадете го, опашани околу половината, обувките да ви се на нозете и стаповите ваши во рацете ваши, и јадете брзо, бидејќи тоа е Пасха Господова. Овде гледаме дека за прв месец во годината Господ го дефинирал, го определил месецот во кој што се паѓала Пасхата, или на еврејски Песах. Или она што денес се уште евреите го празнуваат, како што прочитавме, 14-тиот ден од тој месец, кој што се нарекува Нисан после Вавилонското робство, иако во Библијата се наоѓа и името Авив, кој што значи пролет на еврејски, според тоа кога треба да започне годината, кој бил месецот со кој што започнувала годината, Господ определил тоа да биде првиот пролетен месец. А првиот пролетен месец бил Нисан, бил месецот на Пасхата, месецот во кој што се паѓа Великден, значи тоа било од младата месечина некаде во март или април, до следната млада месечина траел тој прв месец. Со ова ние забележуваме дека и самите месеци кои што ги имаме во денешниот календар веќе го губат значењето на своето име. Зборот месец што значи? Месецот значи месечина. Меѓутоа денешните месеци во Грегоријанскиот календар воопшто немаат врска со месечината. Значи првиот и последниот ден од месецот немаат никаква врска со месечевите мени, бидејќи Грегоријанскиот календар е целосно соларен, сончев календар, без да води никаква сметка за месечината. Меѓутоа, кога Господ ги создал светилата, што рекол? Тој не го создал само сонцето и рекол, ова ќе ви биде знак, ниту пак ја создал само месечината, како што муслиманите се раководат само според лунарен календар, и затоа нивниот празник Бајрам се сели од едно годишно време во друго, во текот на целата година, бидејќи тие имаат само 354 дена во годината. Значи, спротивно на Грегоријанскиот календар, муслиманите користат само месечев календар. Тие водат сметка само за месечината, а не го земаат предвид сонцето, односно поголемото светло. И едното и другото е погрешно. Значи, и муслиманскиот, и Грегоријанскиот календар се погрешни. Зошто? Бидејќи Господ ги создал и двете светила, ги создал и сонцето, и месечината, за да бидат знаци, освен за да ја осветлуваат земјата, да бидат и знаци за времењата, деновите, годините. Месечината е таа што е знак за месеците, бидејќи не може
место да се вика месец ако нема врска со месечината. Дури не само еврејскиот календар. Верувам дека знаете, во историјата на древниот Рим, месеците биле лунарни, значи старите римски календари, уште пред Јулијанскиот, уште пред Цезар. Римјаните имале календар според кој месеците започнувале со млад месец, односно се раководеле според месечевите мени. И потоа тоа било променето во чисто соларен календар, или сончев календар, во времето на Јулиј Цезар, затоа е наречен Јулијански, и потоа папата Грегор во 16. век, Грегор 13. тоа го променил уште малку, за 10 дена го скратил, за да тие 10 дена сега се претворија во разлика од 13 дена, после 2100 година ќе биде разликата 14 дена, и така натаму. И го имаме овој така наречен Грегоријански календар, кој што е исто така погрешен, затоа што води сметка само за сонцето, само за едното светило, а ја занемарува месечината. Спротивно на тоа, рековме, муслиманите ја водат сметка само за месечината, а го занемаруваат сонцето. Но Господ ги дали и двете светила. Бидејќи и двете светила се за сметање на времето за календарот, па дури и евреите, чија што историја ја наоѓаме во Светото Писмо, во Божјата реч, кои што потекнуваат, значи, од оние генерации што Господ ги извел од Египет, и тие самите имаат погрешна нова година, која што ја започнуваат на есен, односно со почетокот на 7-миот месец. Тогаш кога се паѓа денот на трубите, тој е библиски празник, споменат во Светото Писмо, меѓутоа тогаш евреите имаат нова година. Сепак колко е логично новата година да започнува со 7-миот месец. Логично е новата година да започнува со 1-миот месец, кој што Господ го определил во Библијата напролет. Но луѓето се измислиле своји времења, своји календари, своји сметања на времето и го игнорираат Божиот календар, односно начинот на кој што Господ востановил да се смета времето, и затоа ние денес го имаме тоа што го имаме. Па затоа што е и така, луѓето не ги користат овие моменти за да го прослават Бога, токму во овие моменти тие се подготвуваат за разни активности со кои што ќе се опијат, самите го користат изразот луда ног или најлуда ног, со што се споредуваат со луѓето кои што се наоѓаат во ментални институции, односно самите себе си се нарекуваат лудаци, со други зборови. Господ сака да се радуваме тогаш кога е празник. Еве, нека бидат тоа и човечки празници како што е овој, значи нешто што Господ не го востановил. Елена Вајд вели дека секоја нова година, иако само по себе е ништо, затоа што секој ден е по природа ист како и претходниот, освен единствената разлика се метеоролошките услови, дали е сончево, облачно, врнежливо, топло, ладно и така натаму. Сепак, ова време, вели таа, треба да се искористи, значи, во пресрет на новата година, треба да се искористи времето пред да настапи новата година, за да направиме еден вид само испитување на нашиот живот. Јас би сакал да го завршам ова излагање со неколку цитати од списите на Елена Вајд. Во врска со новогодишните и божикните подароци, таа на едно место го кажува следното. Значи, таа вели дека секоја душа пред завршувањето на старата година треба да го одложи, да го остави на страна стариот човек со неговите грешни дела и да се облече во новиот човек Исуса Христа. Понатаму таа советува, нека никој не се оптоварува со
премногу амбициозен стрес во врска со тоа какви подароци ќе купува за Божик или за Нова година. Малите подароци за децата нема да бидат одвишни, но Господовиот народ не треба да ги троши своите пари во купување на скапи подароци. Добро, да прочитаме еден друг цитат од нејзините книги. Елена Вајд на друго место го кажува следното во книгата Поглед нагоре, 15-та страница. Ви посакувам среќна нова година. Старата година со нејзиното бреме или товар и со сите нејзини записи веќе замина во вечноста. Но сега, нека секоја наша мисла, нека секоја наше чувство биде посветено на благодарност и биде посветено во спомен на Божијата љубов. Нека собереме едно по едно сето она што не подсетува на Господовата љубов. Со други зборови, секој знак, секоја милост, секој благослов од старата година, па дури и од подалечното минато, и со такви нови мисли да влеземе во новата година. Еден друг цитат во книгата Сведоштва до проповедници и библиски работници, 306 страница. Нека новата година, која што настапува, не најде како луѓе кои што се честни во својот однос кон Господа. Нека сите оние кои што ги задржале своите десетоци, конкретно се вели тука, ги испратат пред да навлезе новата година и да заврши старата, за да можат да расчистат со Господа и никогаш повеќе да не си го дозволуваат ризикот да се најдат под Божјо проклетство. Понатаму таа се обраќа до претседатели на конференции, на области, до верници, до старешини на цркви, до сите нив упатува апел и вели: исполнете ја секој од вас својата должност. Немојте да говорите ништо, освен она јасното, вака говори Господ. Со други зборови, Елена Вајд советува пред да заврши старата година да го исполниме сето она што представува наш долг, било кон Господа, било кон нашите ближни. Имаме еден друг цитат. Исто така во Сведоштво до проповедници и библиски работници, овој пат 308 страница. Уште една година замина во вечноста со нејзиното бреме и со сите нејзини записи. Нека секој еден од нас, сеќавајќи се на изминатата година, во колку не сме ја исполниле верно секоја наша должност, да го направиме тоа своеволно, со цело срце кон Господа, да влеземе сите заедно во новата година и да посакаме во неја да имаме еден верен запис за нашата служба кон Бога. Со други зборови, нека Господ не вдахнови во новата година да влеземе со такви мисли, со таков живот, со таква инспирација, да во неја имаме само чист запис, чисто досие на нашиот живот, за разлика од сето она што го имавме досега. Во минатото се запишани сите наши мани, сите наши слабости, сите наши гревови, сите наши неуспеси, но Господ не вдахновува на почетокот на новата година
да посакаме и навистина така и да се трудиме и да веруваме, да влеземе во неја чисти, да влеземе во неја подготвени за еден нов почеток, за еден нов живот во Негова служба. Навистина, нека Господ даде тоа да биде случај со животот на секој еден од нас. И посакуваме на сите наши пријатели, на сите наши слушатели и на сите идни гледачи срекна нова 2012 година и нека овие зборови кои што ги прочитавме од вдахновените списи се исполнат и во вашиот живот. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин.